Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео за свесното родителство. И во ова видео, најново видео, ќе зборуваме за практичната примена на вториот чекор од книгата Родителска карта на шеф Алице Бари. Овде, зашто ќе зборуваме? Ќе зборуваме за причините за голем дел од конфликтите кои што се случуваат со нашите деца и кои се најголемите причини за тие конфликти. Таа вели дека најголема причина е разделеноста која што постои помеѓу родителските очекувања и реалноста од една страна и реалноста од друга страна, која што постои со детето. Значи, колку е поголема таа разделеност, толку поголеми се конфликтите. И следниот пат им спомнува на родителите, кога вие како родители ќе доживеете одредени превирања со вашите деца, одредени конфликти, обидете се да не ги обвинувате вашите деца. Зошто? Затоа што најчесто тие конфликти немаат врска со вашите деца, туку имаат врска со разделеноста помеѓу вашата сопствена фантазија и вашите сопствени идеи, вашите сопствени верувања, како треба да биде детето и од една страна и реалноста на вашето дете, какво во суштина е вашето дете во реалноста од друга страна. И тука лежи тој родителски раскол. Меѓутоа, што бара сега ова? Таа вели дека ова од страна на родителите бара едно подлабоко преиспитување во себе. Значи, што значи тоа подлабоко преиспитување на родителот? Родителот да влезе во еден искрен однос со себе. За неговите фантазии, за неговите сценарија, од кои што е и од кој што си го стварува тој својот филм во својата глава, и колку повеќе овие очекувања нема да се остварат со децата за собствените родителски филмови, толку родителот влегува во една поголема разочараност. Значи, потенцијалот е поголем да влезе родителот во една разочараност со своето дете. И токму поради тоа ги прашува родителите, зарем ова е доблесно од наша страна како родители кон нашите деца? Дали е ова фер кон нашите деца? Зошто? Затоа што прва работа, децата наши не се првосвесни и не знаат кои се нашите родителски филмови. И втора работа, не го знаат ниту пак начинот на кој што ќе треба да ги остварат тие родителски филмови. И секогаш, токму поради тоа, кога родителот несвесно оперира од замисленостите во својата глава, кои што се блиски на тие филмски сценарија, родителите однапред секогаш ќе бидат поставени во еден неуспешен однос со своето дете. И токму поради тоа, кога доаѓала родителите со своите деца кај неа, ги замолувала родителите да одвојат одреден момент и да почнат да размислуваат за нивните фантастични филмови во нивните глави. И ги наведувала да дадат тие одговор на следните 4 прашања. Еве, јас ги имам запишано овде, тие се прикажани во нејзината книга. Првото прашање кој што им го поставува на родителот е како се вика твојот филм? Второ, кои се ликовите во твојот филм? Трето, кои се нивните улоги? И четврто, како завршува филмот? И после тоа, одговорите, дадените одговори, од кои ќе напишат одговорите, родителите, им дава една табела. Табелата е овде, исто така јас ја напишав, во која што од едната страна, значи овде од десната страна, мојата десна страна, се прикажани се фантазиите на родителите, а другата страна, од левата страна е реалноста за децата. Значи, овде бара шеф Али од едната страна да се прикажат, родителот да ги прикаже своите фантазии, своите очекувања за своето дете, а другата страна навистина да влезе во едно
процес на освестување, значи да го освести она да ја освести вистинската суштина на своето дете во сегашниот момент, во моментот кога се јавува тие очекувања. И што вели Шефали? Шефали вели дека секогаш ова е многу битно родителот, значи да го освестува секојдневно. Зошто? За да може да го подобри односот со своето дете. За да влезе во фокус и во свесност кон своето дете и да почне да родителства во сегашниот момент. Сега, значи овде има напишано неколку најчестите фантазии на родителите кои биле. Значи тие од едната страна овде во реалноста, еден родител запишал дека, например, најчесто биле кога родителите што зборувале, што замислувале, кои биле фантазиите на родителите? Дека моето дете е дружелюбиво и дека е пријателски настроен. Меѓутоа, кога ќе влезе родителите во еден искрен однос со себе, заедно со помош на авторката Шефали, низ нејзината работа, што се случувало? Каков одговор се добивало? Дека моето дете е срамежливо и дека моето дете е интровертно. Значи, неговата суштина, вистинска суштина била сосема поинаква. Втора фантазија, најчесто, која што ја прикажувале родителите. Моето дете е најдобар спортист. Меѓутоа, кога ќе влегле во еден искрен однос со самите себе си и ќе ги напуштеле своите фантазии, ќе влегле во сегашниот момент со своето дете, кога ќе можеле да ја видат суштината на своето дете преку напуштањето на тие фантазии, што се случувало? Родителот го давал овој одговор. Моето дете не го сака спортот. Во овој пример, значи, некој од родителите спомнал дека моето дете се воодушевува кога црта. И трета фантазија, моето дете е одличен ученик, меѓутоа, кога ќе влегле во еден сериозен, искрен однос со самите себе си, преку напуштањето на своите фантазии, родителите што можеле да согледаат, што можеле да освестат дека во суштина нивното дете или моето дете има потешкотии во учењето. Што е она што сака Шефали да го спомне овде? Шефали, значи, и му кажува на родителите дека навистина секогаш кога се држат цврсто за своите верувања, за своите фантазии, се повеќе се оддалечуваат од своите деца, се повеќе родителот е оддалечен и неповрзан со своето собствено дете, затоа што не може да ја види во суштина вистинската суштина и вистинската слика на своето собствено дете. И после тоа Шефали ги прашувала родителите, му поставувала нови прашања, да дадат одговор на тие прашања. Јас ги запишав повторно овде. Понатаму, значи, продолжувала со следните прашања. Тие прашања се: можам ли со лесно да ги пуштам овие фантазии, кои што ги имам во својата глава за своето дете? Второ, можам ли да го прифатам моето дете и мојата реалност какви што се, без овој филм? Трето прашање: какви чувства ми се јавуваат додека ги ослободувам моите очекувања?
Четврто прашање, како и на кој начин мојата реалност ми предизвикува болка и страв? И петто прашање, можам ли да најдам радост и изобилство во моите деца, онакви какви што се? И кога ги давале одговорите овие родители, кои што доаѓале кај Шефали на прашањата, тие се соочувале вообичаено кога ги отпуштале нивните фантастични филмови во главите за своите деца. Најчесто тоа било еден болен процес. Меѓутоа Шефали што им советува на родителите? Тој е процес кој што некој повеќе или помалку ќе го доживее како болен процес, меѓутоа после она што ќе се случи е најбитната работа. Што ќе откријат после тоа родителите? Дека штом родителот ќе почне да ја прифаќа реалноста, таква каква што е со неговото дете, наместо постојано да се бори со неа, тој влегува постепено во едно чувство на мир. Значи го напушта тоа чувство на конфликт, на вознемиреност, кој што ги создава тие конфликти и разочараност, и веќе влегува во еден нов простор во кој што сега се запознава со чувството на мир. Затоа таа вели, наместо ние постојано да ги обвинуваме и да ги срамиме нашите деца, затоа што тие не ја глумат нашата фантазија, не ги глумат нашите филмови, ние сега можеме да се префрлиме во едни нови решенија. Значи да решиме, да влеземе во едни нови решенија, каде што ќе можеме да најдеме нови начини како да се ги спочитуваме своите собствени деца, да ги спочитуваме за нивната суштина, за онакви какви што се тие во нашиот живот, какви тие се појавуваат пред нас во сегашниот момент, со сите своји особености, со сите своји карактерни црти, без да ги обвинуваме и без да ги срамиме. И таа вели дека, зошто е тоа така? Затоа што и децата го заслужуваат истото, како и ние, родителите. Тие си заслужуваат да си живеат во своите собствени филмови. Наместо тие постојано да ги тераме да одат по нашите изработени филмови во нашите глави или по некои филмови кои што им ги притиска на дворешниот свет. Зошто? Затоа што се работи за едно универзално човеково суштествен принцип кој што е неодделив од човековата целовитост. Што значи тоа? Тоа значи дека на секој човек треба, на секој живо суштество треба да му се дозволи да може да си ги издлаби своите собствени животни искуства, базирани врз своите собствени соништа, врз своите собствени автентични соништа, врз своите собствени автентични визии. И кога е така, таа личност се развива во една цврста, во една отпорна, во една издржлива и во една достојна личност. Значи, таа себе си ќе се гледа како доволно добра. Наместо да има празнина во себе, таа ќе биде избалансирана, целовита личност. Така е и со нашите деца. Значи, ние наместо да чувствуваме во себе дека мора ние да ги тераме нашите деца, да живеат спрема нашите очекувања, да живеат спрема нашите фантазии, мора да ги исполнат нашите родителски стандарди, децата треба да си останат закотвени во својот собствен автентичен однос со самите себе си. И затоа Шефали во својата книга дава една прекрасна порака кон родителите и ги советува родителите. Им вели, родители, дозволете им на вашите деца сами да можат да си ги отелотворат и да си ги прегнат своите собствени животни патеки. Зашто со тоа
им даваме еден непроценлив дар на самопочит, на самовредност, на самоприфаќање на децата. Затоа кога ќе почнеме да ги родителствуваме нашите деца, секогаш да почнеме со една посветеност према нив, која што ќе подразбира секогаш да се прилагодуваме кон вистинската суштина на детето. Да го насочуваме, да го следиме цело време, да се фокусираме на него во насока да им помагаме да си ги остварат својата фантастична верзија на самите себе си. Онака како што тие мислат дека треба тие да бидат во својот живот. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.